Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат за заложбите за граѓанско помирување во општествата и можно ли е надминување на поделбите, па дури и омразата во македонското општество. Новиот председател Стево Пендаровски најави дека една од главните задачи ќе му биде помирувањето и дека ќе действува во тој правец. Граѓаните посакуваат тоа да се случи, но се скептични дека е можно. Се разбира моќта е кај политичарите, и од власта, и од опозицијата. Тие со своето однесување можат да ги разгорат или пак да ги намалат поделбите во општеството. Во македонското општество во кое се уште личностите се гледаат низ призма на политичката припадност, со особена предпазливост се сваќаат ветувањата за така нареченото граѓанско помирување. Токму тој процес дојде како ветување од страна на новоизбраниот председател на државата Стево Пендаровски, откако и официјално седна во председателската фотелја. Време е да ги залечиме отворените рани од нашето блиско минато и реално да го почнеме граѓанското помирување, зашто немаме резервна татковина која што би можеле да ја наречеме наш дом, рече новоизбраниот председател Стево Пендаровски. Тој меѓу другото вети дека ќе се бори против поделеноста во македонското општество. А граѓаните и во анкетата која следува ги покажаа своите поделени ставови. Едните сметаат дека ако се има добра волја може да дојде до помирување. Другите, веќе уморни од политиката, велат дека никој и ништо не може да не обедини. Не знам дали ќе дојде до граѓанско помирување, ама толку посакувам еднаш тоа да се случи. Јас генерално политички не сум определена нити за едната, нити за другата партија. Меѓутоа сакам да живеам во држава кај што има граѓанско помирување. И тоа го посакувам од се срце. Браво ако успее во тоа. Ако има волја, мислам дека може. На каков начин тој би можел тоа да го направи? Па сигурно тој има план и затоа е избиран како председател на државата. Поделеноста постои и ќе постои и искрено не гледам напредок и не знам што сакал да каже. Па најмногу има политичка поделба, а ако председателот си ја работи работата како што му налага, мислам дека нема да има никаков проблем да се најде тоа помирување помеѓу едните или другите. Треба да се помируваме, да веруваме едни на други, децата нарочито да ни растат, од забавиште, од градинка да се заедно. Силата е у нивни раце, како не може да не помират тие што се на власт. Ако се сака, се може. Ако сака да се договорат, ќе се договорат. Ако не сакаат, значи нешто фали ке нив. Нешто не им е во ред. Политичкиот аналитичар Петер Арсовски вели дека помирувањето за кое зборува Пендаровски е всушност политичкото помирување, односно старт на политичкиот диалог во однос на евроатланскиот концепт, иако како што додава, тука влегува и меѓуетничкото обединување околу истата визија. Мислам дека кога зборува за граѓанско помирување, мисли дека тоа не треба да се врзува за партии или за етникуми, меѓутоа сепак е тоа политичко помирување, бидејќи е помирување по еден политички наратив, односно обединување кон еден ист политички наратив. Се разбира, начинот тоа да го постигне е да почне политичка инклузивност, односно да ја вклучува опозицијата во клучните проекти, да отствари редовен диалог со опозицијата и така натаму. Некои од аналитичарите пак велат дека процесот на кој алудира новиот шеф на државата предпоставува воспоставување на граѓанскиот наспроти етничкиот модел, што пак не значи обединување, туку воспоставување на нови односи меѓу луѓето на ниво на индивидуи наместо на групи и етницитети. Во Франција повеќе од 3 месеци траеше така наречената голема национална дебата, со цел да се изнајде решение за кризата и протестите на жолтите елеци. Беа одржани над 10.000 состаноци со граѓани, околу 2 милиона онлайн предлози и 100 часа разговори со председателот. Дебатата во јануари ја започна председателот Емануел Макрон како одговор на протестите на жолтите елеци, чиј национален револт во врска со животниот стандард му ја донесе најголемата криза откако ја презеде функцијата. Со поканата до гласачите да учествуваат, Макрон имаше двојна цел. Гневот од улиците да го насочи на состаноците кај градските власти, како и да го омекне својот имидж, покажувајќи дека е отворен за слушање. Имам намера да го трансформирам гневот во решенија, напиша тој во отвореното писмо на 13 јануари, осврнувајќи се врз протестите, блокирањето на патиштата и постојаните немири на Шанзелизе во Париз.
Многуто учесници демонстрираа извесен ентузијазам, а председателот очигледно уживаше во средбите со гласачите, при што некој трае и по 6 часа. Неговиот катастрофален рейтинг кон крајот на минатата година се зголеми на околу 30%. Но поранешниот инвестициски банкар, откако ги соопшти предлозите направени по големата дебата, се соочи со критики од неговите противници, кои дебатата ја нарекоа големо национално бла-бла. Критики имаше и за тоа дека на состаноците не беа доволно застапени представници на жолтите елеци. Еден стрип на насловната страница во сатиричното списание Шарли Ебдо прикажува двајца демонстранти кои учествуваат во дебатата, но само за да решат кој е сечило да го употреба додека го ставаат Макрон на гилотина. Макрон, како што се очекуваше, повратните информации ги претвори во предлози. Кон крајот на април, од Елисејската палата, тој ги обелодени долго очекуваните планови. Je me suis posé la question. Est-ce qu'on a fait fausse route? Je crois tout le contraire. Je crois que les transformations en cours et les transformations indispensables à faire dans notre pays ne doivent pas être arrêtées. Parce qu'elles répondent profondément à l'aspiration de nos concitoyens. Elles n'ont pas été suffisamment rapides à l'endroit de certains, pas suffisamment radicales, pas suffisamment humaines, je vais y revenir, mais je pense très profondément que les orientations prises durant ces 2 premières années, à bien des égards, ont été justes. Макрон објави серија мерки за да одговори на загриженоста околу куповната моќ која тоне и вети дека ќе ги намали даноците за работниците од средната класа. Тој вети дека ќе го намали бројот на пратениците и ќе го промени парламентарниот систем за гласање, за да стане порепрезентативен за разновидноста на француските политички партии. Макрон исто така најави промени за полесно иницирање локални референдуми. Сепак активистите, вклучени во 5-месечните протести на жолтите елеци, оценија дека се разочарани од одговорот на председателот Макрон на нивните барања за економско леснување за работниците. Si on devait résumer en un mot la revendication de notre organisation syndicale, c'est la reconnaissance. Aujourd'hui, il n'y a plus de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on est pressurisé, il y a le burn-out qui se répand de plus en plus dans l'ensemble des services. Les gens ont l'impression de ne pas être reconnus, pas être considérés à leur juste valeur. Ce matin, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, s'il n'y a pas de la justice sociale, s'il n'y a pas de la justice fiscale, il n'y a pas de sortie positive de ce grand débat possible. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment maintenant qu'on prenne le temps de discuter des solutions. Сепак, критичарите не се многу уверени во тоа. Десничарскиот вестник Le Figaro уште во почетокот на големата дебата напиша: Франција не е тркалезна маса или политички брейнсторминг. Сега сите граѓани, пратениците, па дури и министрите, очекуваат одлуки. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во кое говоревме за потребата од граѓанско помирување во општеството. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи. До гледање.